Почитувани, денеска на 24-тиот ден од кампот, своите гледишта за раководењето на Република Македонија и што е тоа што ги тера да се приклучат во кампот на слободата и да борат заедно со нас оваа битка за слобода и демократија. Гледиштата ќе ги своите гледишта и ставови ќе ни ги кажат Сања Раđenović Јовановиć, архитект, Фросина Ременски и Замир Мехмети, поранешен член на Агенцијата за медиуми и граѓански активист. Сања, повелете. Добро вечер. Јас сум Сања Раđenović Јовановиć, архитекта и председател на Асоцијацијата на архитекти на Македонија. Зошто сум тука? Затоа што архитектурата како професија се девалвира и се подценува. Затоа што се преобликуваат фасади со сила и по секоја цена, се нарачуваат проекти и конкурси со зададено архитектонско обликување. Се менуваат урбанистички планови, закони за градење често и се со цел за реализирање на замислените проекти и лични интереси. Затоа што барокот како метастаза се шири низ градот. Тука сум затоа што Асоцијацијата на архитекти не успеа да помогне и да спречи од повеќе причини. Сите институции на кои Асоцијацијата се обрати со разни апели и писма, вклучувајќи ги тука и Комората на овластени инженери и архитектонските факултети, или молчат или игнорираат. Борбата на Асоцијација личеше на борба на Дон Кихотовска борба со ветерници. Не се точни обвинувањата дека сме секогаш против се ново што треба да се направи. Невозможно е архитектите да бидат против обнова и градење, затоа што нас тоа не е професија. И не го зборувам ова затоа што сум против градење и инвестирање, ова го зборувам затоа што државата инвестира погрешно. Го зборувам затоа што архитектурата е јавна дисциплина, ама само до некаде. Таа во суштина е наука. Создавањето на објект е многу комплексен процес во кој што освен архитектите се вклучени и разни други инженери од различни области. Се присутноста на архитектурата во дневното човечко оприкружување ја истакнува моќта на архитектурата. Употребата на архитектурата во политички и демагошки цели е вештина стара колку и самата архитектура. Ова некој успел да го препознае, но не ја научил лекцијата до крај. Недостасува здрав разум, ниво на образование да се препознае квалитет, мудрост да се послушаат професионалци, храброст и умење да се создаде архитектура која ќе ги надживее своите творци. Во таква поставеност не постои амбиент. Ниедно архитектонско творештво кој е квалитетен представник на времето кога е создавано не заслужува да биде преобликувано. Објектот на владата беше еден од најзначајните архитектонски објекти во македонското творештво и можете и сами да видите како го претворија во шампита. Инвестирање на државата во јавни објекти е нормална и убава работа, но ако власта размислува на начин воден од ниски страсти, непочитување, неукост и недостаток на моќ на правилно раседување, немање самокритичност и храброст, тоа станува државна политика и е страшно и остава несогледиви последици. Асоцијација не успеа да издействува власта да го почитува стручниот став, не затоа што асоцијација не разбира архитектура, затоа што ова што се создава не е архитектура. Мора да признаеме дека и архитектите се соучесници. Ги цртаа урбанизмите, направија проектите, архитектите во институциите ги одобрија, други архитекти вршеа надзор и изведување на градбите. Меѓу нив има и професори на архитектонскиот факултет. Знаете како се вели, не бев добар ученик, но имав добри професори. Каде се тие сега? Без архитекти ова немаше да се случи. Асоцијација не успеа затоа што власта не ја интересира што мислат професионалци, ја интересира само да пронајде вазали кои ќе ја спроведат сулудата идеја. Асоцијација е единствено професионално здружение на архитектите во Македонија и ангажманот е единствено и само на волонтерска основа со желба да се даде квалитетен придонес за архитектурата. Со еден збор кажано, да, архитектите се криви и треба да сносат одговорност.
Асоцијација не може да се избори во неравноправна битка. На наша страна е страмо стручноста и добрата навера. Се разбира дека за архитектура можат да одлучуваат и граѓаните, но до одреден степен. Науката не познава демократија, затоа постојат професионалци кои што се бават со својата работа. Мислам дека до некаде и граѓаните се криви, затоа што се организираше референдум за ГТЦ, на кој што не требаше некој да одлучи какво да биде архитектонското обликување, требаше само да се определи, да се зачува изгледот на еден објект, кој што е несомнено квалитет и составен дел на градот. Но граѓаните не најдоа доволно сила да излезат и доблест да препознаат колку е лош проектот Скопје 2014. Како понатаму е многу деликатно прашање, и секој што ќе ви каже дека објектите ќе ги сруши, мислам дека не ја зборува вистината. Мислам дека ќе беше лага ако не се случеше Скопје 2014, бидејќи во распадна систем, во општество без објективни критериуми за квалитет и непостоење на правила на игра, каде што имаме криза на творештво во сите области, не можеше да имаме архитектура различна од оваа што ја имаме сега. Архитектурата е секогаш слика на времето кое го живееме. Раскрстувањето со тоа логично и неминовно следи. Тоа се случува со сите движења во уметноста кои се одвиваат под репресија и со сите творци кои подпишале пак со ѓаволот. Но што понатаму? Архитектурата не е кино да го прекинеме филмот или слика која ќе ја симнеме од зидот. Последиците се далекосежни. Прво е прашањето, кој тоа на толку многу потрошени народни пари, повторно ќе се дрзне да ги потроши истите тие пари, за да го нема ова архитектонско обликување. Повторно ќе треба да издржиме. Не е само во проблемот во архитектонското обликување, столбовите и стиропорот. Проблемот е во функцијата, содржината, композицијата, поставеноста на објектите. Едноставно, некои објекти се направени на места каде што е забрането да се гради. Без прозвана од поранешниот министер за транспорт, дека морам да се извинам на колегите кои професионално работат и си ја вршат својата работа. Јас тоа нема да го направам и нема да се извинам, бидејќи мислам дека не се доволно професионалци. Не очекувам и некој нас да ни се извини, бидејќи извинувањето ништо нема да значи и не може ништо да се промени. Тука не се работи за убаво однесување, се работи за лошо испроектиран град, а сметам дека ништо не е поскапо од лошо испроектиран град. Моите реакции, многу луѓе ме прашуваат зошто се мешаш во политика. Моите реакции немаат врска со политика. Јас само говорам гласно да политиката не ни се меша нас, да се тргне на страна од стручните луѓе и да ги остави професионалците да си ја работат таа работа. Видовме до каде не доведе кога нема разграничување меѓу политика и стручност. Впрочем, сите можете да го видите објектот позади мене. Ви благодарам. Благодарам на Сања. Следен говорник е подпредседателката на Социјалдемократскиот сојуз, Фросина Ревенски. Доле. Ке си дозволам вака да зборувам. Мислам дека повеќе соодветствува на амбиентот, а и мене ми е попријатно вака да сум непосредно со тие што на кои им се обраќам. Значи, денеска кога нашата делегација е на пат за Брисел, сигурно има многу поинтересни, многу по-примамливи теми за говорење во однос на она за што денеска сме се собрали, иако не е тематска, да кажеме, тема на која што ќе се обраќаме, сакам во контекст на политиката, во контекст на власта, во контекст на она за што сме сите дојдени тука, да позборуваме малку и за тоа како ја разбираме и подразбираме власта и политиката, бидејќи во овие години на владење на Груевски и коалицијата, сите поими и вредности го изгубија значењето и многу лошо се разбираат од самите
граѓани кога ќе ги прашате за одредени политики во образование, политики во здравство, социјални политики, безбедносни политики, тие накратко одговараат, ама ние не сме партиски определени, мислејќи дека давањето на став или изразувањето на задоволство и незадоволство кон одредени владени политики е за земање на партиска позиција. И ако го вратиме наназад Аристотел, кога кажал како се подразбира политиката и кој треба да ја води власта, тогаш доаѓаме до суштината на денешниве прашања на кои што за жал не наоѓаме одговор, особено кога ќе направите анкета во оној така наречен камп за одбрана на демократијата. Никој не знае зошто е дојден, никој не знае што брани, меѓутоа знаат да кажат што е власт, знаат да најдат оправдување за злоупотребите на власта и знаат да кажат дека политиката е партиска работа, а не граѓанска, како што во основа е. И сега јас сакам да направам вака блиц анкета, прво до овој постар господин, повозрасен, да го прашам што е за вас политиката? Политиката е дел од животот. Политиката е навлезена во сите пори, не знам. А власта, како ја разбирате власта? Власта во моментов е многу насилна. Благодарам. Ајде од помладите малку или од женскиот пол да видиме како ја разбираат власта и политиката, да ја разбиеме она класична монотонија на говорење, бидејќи целта не ни е примарно тоа, туку малку и едукативно да влијаеме на сите присутни тука во она што значи разбирање на политиката и на власта, токму заради фактот што ова ни е од клучно значење како граѓаните ќе разберат политиката и поимањето на власта од страна на Социјалдемократскиот сојуз со сите овие настојувања за излез од политичката криза. Власта според вас? Па ја прво би сакала за политиката. Политиката ја сваќам како организирање на група на луѓе за да изразат свој став. Значи не нужно дека е тоа доминантен став во општеството, но единствено преку политика ние можеме тоа да го декларираме како наш став. Различно е многу граѓанското поимање отколку ова што класично популарно ние го нарекуваме политика. Невладиниот сектор е лост во демократските општества, но во наши услови само преку политиката јас сметам дека може да таму е моќта. Таму се лостовите на одлучување. Четирите власти ги знаеме, така да граѓанскиот сектор многу го почитувам, но моќта и влијанието е меѓу политичкото действување. А власта, тоа е злоупотребата на власт што ја имаме во последните 9 години, тоа е веќе нешто што не уназадува и што не става на маргините на Европа. И тоа сакам да се промени. Јас си зададов задача изминативе 2-3 месеци се возам на релација со автобус, центар Идризово, Идризово центар. Се возам во градски автобус 52 и сите кои што одат Катлановска бања, Петровец и кон аеродромот Петровец и Јурумњари. Се возам стрикно вторник и петок заради можноста и со постарите и со помладите да поразговарам за тоа како ја подразбираат власта, без при тоа да бидам субјективна во оценувањето или изразувањето на симпатии кон нивната политичка или партиска опција кон која што се приклонуваат. И во сите мои искуства во разговори кои што ги имам со луѓето кои што се возеа во градскиот автобус, особено ми остави впечаток разговорот со еден повозрасен брачен пар, кој што, искористувајќи го бесплатниот превоз, се возеше во Катлановска бања со цел да засади нешто во бавчата пред викендичка. Бев препознаена
како политичко лице во автобусот и почнавме да зборуваме за политика. При тоа, на крајот на разговорот следува лекции за добра политика. Лекциите за добра политика се состоја во неколку фрази кои што во најголем дел се генерални фрази со кои што оперираат, условно кажано, симпатизерите или поддржувачите на владеачката ВМРО-ДПМН. Си земав за слобода да ги окарактеризирам како такви, бидејќи во многу нешто даваа одговор токму на оние фрази со кои што ние секојдневно се соочуваме и не наоѓаме одговори на прашањата за тоа како се подразбира власта и како се подразбира политиката. Беше укажано дека сум млада за политика, дека овие кои што биле на власт биле многу силни, многу моќни, дека тие ги имале сите институции во државата, дека имале доверба од народот, дека никој ништо не им можел до избори. Дури и да имало избори, тие повторно, дури народот да не излегол на избори, тие ќе победеле. Тоа се неколкуте фрази со кои што секојдневно се соочуваме. Воздржана нели од коментар, прашав, добро, еве се е во ред, а со крадењето и со криминалот што правиме? Еве во ред. Добро велат, власт се, им се може. Може да прават што сакат. Добро, меѓутоа власта не подразбира криминал, не подразбира злоупотреба на власта, не подразбира злоупотреба на моќта и не подразбира крадење на народни пари. Одговорот беше: крадат, ама градат. Ова сте го слушнале сигурно милион пати. Меѓутоа оправдувањето дека станува збор за власт која што може да си дозволи и да краде и да злоупотребува, за мене е фрапантно сознание за грото од луѓе кои што не разбираат или не сакаат да разберат дека власта не подразбира право да се краде и право да се злоупотребува, туку власта подразбира обврска, одговорност на сите оние кои што ја добиле довербата од народот да бидат еднакви кон сите граѓани, независно дали доаѓаат од партиски нивниот корпус или пак од страна на останатите. Подразбирањето на власта како можност да ви биде прикриен криминалот или кривичната пријава да ви седи во фиока, во јавно обвинителство, дека доколку некого претепате, доколку некого украдете, доколку на некого му се заканите, нема да одговарате за тоа. Тоа е лошото поимање на власта, она што го гледаме 9 години наназад. Она кон кое што треба да се бориме. Она за што ние се обидуваме да им укажеме на граѓаните, дека власта не подразбира право на и можност за злоупотреби, малтретирање на едни и привилегирање на други, важење на закон за едни и привилегија во кршење на закон на други, дека власта на вистина треба да биде она која што треба да биде еднаква кон сите, но пред себе најстрога за себе. Кога ги прашуваме граѓаните како ја подразбираат политиката, доаѓаме до клучниот одговор на прашањето колку категории на граѓани има во Република Македонија. Имаме поддржувачи на опозиција, поддржувачи на власта и останати две категории кои што го даваат одговорот на прашањето за разбирањето на политиката. Оние кои што велат сите се исти, тие негуваат антипатија кон сите политички партии, што не значи дека се аполитични, тие се немаат симпатии кон партиите, но сигурно имаат свој став кон политиките, што е различно од партиите. И оние кои што велат ние не сме определени за никого, што подразбира дека имаат став за политиките и имаат свест да оценат кои политики се штетни, кои политики се
корисни. Токму овие две категории на граѓани се клучните носители на промените во секое општество. Колку повеќе ќе разберат и ќе сватат дека тие се креатори на политиките, дека тие ја имаат моќта да влијат на креирањето на политиките, дека тие ја имаат моќта да ја контролираат власта, да не си го дозволува луксузот да ја злоупотребува власт, толку ние ќе бидеме силно општество. Кога ја почна невладините организации кампањата да ја вратиме политиката на граѓаните, сите го квалификуваа движењето или кампањата или самиот настан, еве невладините организации се ставија во функција на опозицијата со тоа што сега ќе им ја креират политиката. Но за жал, нивна, тоа го зборуваат луѓе кои што не знаат ни п од политика и не знаат што на вистина значи власта. За да го објаснам ова и да ја направам паралелата помеѓу политиките на Зоран Заев и политиките на Никола Груевски, оние кои што ќе се судрат утре во Брисел, сакам да го вратам малку и филозофскиот, теорискиот пристап на прашањето на политиката и власта. Бардот на социолошката мисла Макс Вебер и потоа Хана Арендт во поствоена нацистичка Германија зборуваат дека политиката се прави во главата на човекот, за да Арендт додаде дека политиката се прави во главата на човекот, меѓутоа произлегува и од душата на човекот. И во зависност од тоа дали политиката ја крои човек со душа или бездушен човек, можеме да знаеме дали тие политики се хумани, миролюбиви, кон сите, без разлика по ниедна основа, или пак тие политики се насочени само кон еден интерес. На своето предавање 1919 година на Универзитетот во Мичиген, Вебер го држи легендарното предавање за политиката и владата и власта. Она што е актуелно и денеска. Затоа што тој зборуваше и за аномичното општество, што датира од античка Грција, нели, антиката која што е примат во владењето на ова власт, во која што аномијата во превод значи беззаконие. И јас само ќе го подигнам ова дело, кое што на мене ми е многу драго, бидејќи потекнува од мој професор кој што исто така бард на македонската социолошка мисла, професорот Јован Корубин, ја напиша 2000-та година, зборува за аномичното општество, македонско аномично општество. И да не чуди што ние како држава доаѓаме до вредносни системи во кои што политиката се подразбира како брачниот пар на релација Катлановска бања и да не подразбира и да не чуди колку е тешко да го пробиеме тој јаз и да кажеме дека граѓаните имаат право да си ја вратат политиката во своите раце, да си ја земат и да ја практикуваат со целокупната моќ што ја имаат и да ја креираат и да ја контролираат. Макс Вебер вика, за да се занимава чесен политичар со политика и да имаме чесни политики, мора да постојат во него 3 компоненти. А тоа е страста или посветеноста на идејата. Идејата, но не разбрана како гола желба за власт, туку благородна мисла и цел на тој кој што стреми да владее, односно политиката како умешност на владењето. Да знае да владее во интерес за сите. Да знае да владее и да управува со целокупната хуманост во својот пристап без да прави разлика дали правото ќе се однесува само за партиски неговиот или за партиски различниот од него. Понатаму втората компонента е да има одговорност. Нема демократија без одговорност. Демократија без одговорност не е демократија. Таа е диктатура.
се она што ние го гледаме 9 години наназад, каде што имаме одбивање на прифаќање одговорност за клучни прашања кои што се казнено правно уредени во државата. Не зборуваме за политичко апстрактно ниво. Зборува дека ние немаме одговорна власт, односно имаме политичар кој што не размислува со својата глава или со душа, туку со преку својот интерес и страст за владење. Затоа што примарната идеја на власта во моментот е да владе, а не да обезбеди развој и демократија во државата. И третата компонента е да има допир со реалноста. Провладините медиуми велат дека опозицијата само критикувала, дека не пофалила ништо, дека се она што го говорела, дека оди во контекст на критика на власта. Меѓутоа, денеска секој, ако земе реално да ги проценува своите можности во рамките на семејството, почнувајќи од основните, дали може да му обезбеди на своето дете секоја година обувки, патики и чизми, дали може да го поднови, дали може да го испрати на школски камп, дали може да отиде секоја година на одмор, дали може во текот на годината да обнови дел од мебелот во домот, тогаш ќе видите дека секој кој што разумно и рационално ќе размисли, нема да одговори позитивно на прашањето дали сите овие политики немаме за леп, а купуваме чоколадо, се реални политики и го отсликуваат допирот со реалноста на владетелот. Преокупацијата со архитектурата, за која што говореа и во претходните денови моите колеги. Сите оние разговори и критики кои што ги водиме по сите полиња и по сите основи, почнувајќи од социјалата, од културата, од здравството, не се политики и мерки темелени на разум и рационалност. Имаме фингирана статистика. Денеска прочитавме уште еден податок од Заводот за статистика кој што ни израдува дека 27,3% е стапката на невработеност, дека сите се вработени веќе. И велам, ако уште малку почнуваат да се продолжат да се иселуваат младите, односно клучното работоспособно население, и не се пријавува во завод или е избришано од евиденција во Агенцијата за вработување, тогаш мислам дека ќе ја преминеме Финска во стапката на невработеност, меѓутоа секој ќе се бори за голата екзистенција. И Вебер на крајот вели, политичарот кој што претендира со идеја за добро за сите, со клуч за својата одговорност, за сето оно што планира да го стори и има допир со реалноста, треба да ја направи онаа дистанца за да може да ги согледа работите. Доколку тоа не го направи и себе си се става во центарот на случувањата, како единствена личност од која што зависи се во државата. А видовме дека од Груевски зависи се. И дали зградата пред Бристол ќе биде пред зградата и дали плацот ќе биде на 25 парцели или на 3, дали промоторите на двокатните автобуси ќе појдат од Ѓорче и ќе се возат 6 сати низ Скопје. Значи тој е режисер, архитект, обвинител, судија, полицаец, буквално се. Ако тој е центар според Вебер на вниманието, тогаш Вебер вели, јас не би зела да го цитирам, да го отворам ова, меѓутоа е дословно цитирање. Сепак ќе го прочитам. Тогаш станува збор за стерилно возбуден политички дилетант. Тоа е дефиницијата за профилот на владетелите кои што ги имаме во зградата позади нас, кои што се центар на светот и не мислат за никој друг, освен за самите себе. Да се спасат себе си од одговорноста
за идејата што ја немаат и да не им се суди за недоветноста која што ја презема како реален ризик за себе и за тие околу нив. Тоа се двете разлики помеѓу политиките на СДСМ и Зоран Заев во Брисел, и ова е сликата за политиките на Никола Груевски и ова багра позади нас, која што треба да преговара во еднакви, условно кажано еднакви услови за идеја. Која идеја? Идејата за спас од одговорност или идеја за Република Македонија како нормална земја во која што никој нема да стравува дека ќе биде осуден, затворен, обвинет за нешто што не го сторил, но само затоа што не влегува во категоријата на партиски послушници и симпатизери за кои што политиката е категорија која што значи можат, им се може, власт се. Без разлика која и влада да седне во оваа зграда после Никола Груевски, голема е одговорноста за тоа како ќе ја подразберат власта и како ќе ја подразберат политиката во буквална смисла, филозофска смисла на зборот. Затоа што се друго, освен поимањето на политиката како правила на игра, важење на закон, устав, поредок и се она што го ја гарантира сигурноста и безбедноста на граѓаните, ќе биде гол дилетантизам за кој што Вебер пишувал томови и томови. Јас сакам уште една компонента на крај да истакнам. Многу очекувања се подигнати на многу високо ниво за Социјалдемократскиот сојуз после овој процес. Така? Многу високи се очекувањата. И со право. Ние за прв пат во Република Македонија имаме шанса на вистина да станеме независна земја. Независна држава од било какви сфери на влијание. И таа шанса никогаш не треба да ја испуштиме во раце, затоа што сега ја имаме и ја држиме во нашите раце. Јас ќе ги качам очекувањата од СДСМ скалило повисоко. Со тоа што ќе кажам дека мојата генерација, вашата генерација, особено генерацијата на млади луѓе кои што седат тука и ја даваат поддршката за ова идеја, не треба да го носат бремето на 25 години транзиција од политичари кои што за 25 години не направија ништо и за државата и за граѓаните. Социјалдемократскиот сојуз, доколку сака, а ќе биде власт, ќе има примарна задача да направи примарна декриминализација на институциите, да го искорени криминалниот вредносен систем кој што како труло јаболко е во гајбите на сите институции, да изнајде матични клетки. Матична клетка, секој поединец кој што ќе се одважи во институцијата, да ја направи првичната промена, е матична клетка во институцијата. На нас ни требаат матични клетки во сите институции, затоа што канцерот е метастазиран многу длабоко. Ако Социјалдемократскиот сојуз не раскрсти со криминалните структури, независно од нивната етничка, класна или партиска обоеност, нема да ја добие довербата на граѓаните. Никогаш. Тоа е примарната задача на Социјалдемократскиот сојуз. Само така ќе ги вратиме, ќе ја вратиме довербата во институциите. Ќе направиме да се разликуваме од овие. Да нема гол реваншизам, туку на вистина секој кој што работел по закон да биде поштеден од сите
процедури кои што сега ги живеат и ги доживуваат луѓе во институциите. И на крајот, пошто нели зборуваме за мотото "Збогум Никола", јас многу одамна зборувам и ја цитирам прочуената синтагма на Джовани Фалконе, која што е така интересна, многу цитирана во италијанската литература и е пракса за секое реформирано обвинителство кое што сериозно одлучило да се справи со организираниот криминал. Тој, кога се справуваше со Палермо мафијата во Италија, кажа дека мафијата не е непобедлива. Јас ја повторам таа негова синтагма, ќе кажам дека мафијата и во Македонија нема да е непобедлива. И ќе завршам со "Збогум Никола" или "Ариведерчи Никола". Благодариме, професорке. Почитувани присутни, сега сакам да го најавам да ви се обрати господинот Замир Мехмети, граѓански активист. Замир, повели. Благодарам. Ќе го држам микрофонот вака, пошто не можам да се снајдам. Добре вечер, јас сум Замир Мехмети, поранешен член на Агенцијата на медиуми и граѓански активист. Уште вчера, кога ми се јавија за да се договориме да настапувам денеска, нормално моето прво прашање беше на која тема ќе дискутирам. Ми рекоа дека ќе биде на тема "Збогум Никола". Тоа е една толку широка тема за која би можел да говорам сигурно 3 месеци, но ќе се обидам да направам еден мал сублимат на сето тоа што мислам дека он и неговата фашистичка влада го правеа сиве овие 9 години. Знаете како 9 години се многу, не се малце. Тоа се за некого можеби малце, за една група на луѓе, но за некои други цела вечност. Би почнал да зборам околу мојот професионален ангажман, таму кај што најдобро се разбирам, тоа се медиумите. Оваа влада, предводена од Никола Груевски, најслободно можам да кажам дека се гробари на медиумскиот простор во Македонија. Они, заедно со нивната влада, направија од медиуми од вистински прави медиуми, професионални медиуми, направија тотално непрофесионални медиуми кои цело време шират дезинформации, се бават со рекет, замислете, со рекет кон луѓето и промовираат фашистичка политика. Знаете како? Ние сме мултиетничко општество и во мултиетнички општества секогаш ризикот е најголем кога во медиумите имате промовирање на говор на омраза. Па предпоставувам сите знаете, најголемите промотори на говор на омраза во историјата на Македонија е Никола Груевски и неговата влада. Заедно преку нивните пулени кои што не би сакал ни да ги споменам, а не можам да не ги споменам, затоа што имаат голем дел во историјата на Македонија како гробари и како луѓе кои промовираат антивредности во медиумите и промовираат говор на омраза. Тоа се неговите добро почуени пулени кои ме лажат, се обидуваат да не лажат сите овие години дека Никола Груевски не води кон подобро и дека кај нас тече мед и млеко. Тоа не е точно. Тие што се обидуваат сиве овие години тоа да го промовираат, денеска с нешто се помалку ги гледам. Некако се помалце зборуваат. Зашто е тоа така? Затоа што на крај се прочитане, луѓе мои. Прочитани се, обеличени се и испадната е нивната права, вистинска смисла, а тоа е лицемерието. Тоа се почитуваните господини Миленко, Јанко и да не ги набројувам. Знаете сите. Тие се луѓето кои се демек патриоти, а у суштина се луѓето кои толку многу направија за оваа Македонија да се
се представи во најлошо светло. Тие се тие луѓе кои цело време не убедуваат дека Никола Груевски и неговата влада се патриотски настоени и дека им мислат добро на Македонија, но од снимките слушаме нешто друго, сосема нешто друго. Слушаме како тие луѓе, како може ние денеска да седиме тука и да веруваме дека тие луѓе не водат кон подобро. Дали ги слушате како се изразуваат меѓу нив? Па тоа е најдрскиот начин како комуницираат. Тоа говори за нив. Тие цело време повикуваат на сотрување, на уништување, на реваншизам, се подсмеваат на луѓе кога им рушат објекти, кога уништуваат богатство. Чио е тоа богатство? Тоа богатство е на Македонија. Тие луѓе инвестирале во Македонија. Така да ќе се придржам уште малце во медиумскиот простор. Денеска за жал велам, во Македонија освен 2-3 електронски медиуми, немаме медиуми. Не можете, знаете како, овие луѓе од оваа зграда позади, од јавен сервис, направија партиски сервис. Партиски сервис кој што без никаков срам и со голема дрскост цело време дезинформира. Кого го дезинформира? Сопствениот народ. И за тоа нема оправдување. За тоа ќе треба да одговараат сите што денеска кјутат и се прават и се жалат тајно во новинарските кругови дека ете биле под притисок. Знаете како? Притисокот го трпи оној што се научил да го трпи. Јас мислам дека во овие историски моменти за Македонија сите луѓе треба да се одважат. Нема цена, нема плата која може да ве натера да го лажете сопствениот народ, пошто за тоа ќе треба да одговарате. Не може цело време една национална телевизија да се заткрива зад еден мини клип од 25 секунди и да каже Канал 5 се оградува од ставовите на Миленко Неделковски и не ги представува неговите ставови, не се ставови на уредувачка политика. Па зашто тогаш го пуштате Миленко Неделковски ако не се согласувате со неговите ставови? Зашто го пуштате него кога знаете што прави? Кога знаете дека дефинитивно сите луѓе си дозволува за право да ги навредува, да си поигрува со нив, да се подсмева на луѓе што загинале, што изгубиле најмили деца. Знаете ли што значи тоа? За тоа никогаш, ама никогаш, ни јас, а се надевам ни сите вие, нема да им простиме. Господине Груевски, за сите овие 9 години се обидовте да не поделите на секој основ. Национален, верски, било каков, ако сакате и на сексуален. Сакам да ви кажам дека вашата политика националистичка конечно излезе на виделина дека е лицемерна. Вие, големите патриоти, што го чувавте македонското име и што се обидовте да ни направите, да ни наметнете нов собствен идентитет, на крајот се виде дали сте чувари на името или дали верувате во идентитетот. Зборите за светото име на Македонија, идентитетот, како да зборите за чаеви, па тоа го нема нигде. Вие се обидовте на секој основ, работевте, имавте проект, ако не неофицијален, таен проект, да го поделите народот. Пробавте меѓуетнички, сега пробувате меѓу македонците да направите конфликт, па никогаш во овие, немам, млад сум, 30 години имам, но во сите овие мои години никогаш не сум бил сведок на поподелена Македонија од тоа денеска. И поделената Македонија е само нивен резултат. Они ја поделија Македонија и се обидуваат да ја поделат што е можно повише. Зашто? Само за да бидат на власт се уште. Прават разни проекти за делење, за ширење на омраза и тоа на крај цело време искача
на најбескрупулозен начин, затоа што видите, вие можете да се надевате дека имате се, но јас ќе ви кажам нешто, ништо не е вечно. Ништо не е вечно и се на крајот ќе излезе. Колку и да бидете макери и колку и да се обидувате да манипулирате, колку и да сте вешт манипулатор, на крајот ќе излезат работите. И затоа ова што се случува овој месец, ќе го земам само од 5 мај навака, е нешто што верувајте ми, ги плаши неверојатно. Они се изгубени и не знаат што ќе прават. Они се тотално изобличени. И немој да мислиш, Груевски, дека твоите соработници што ги држиш со разни криминали, дека ти се верни. Во првиот можен момент тие ќе ти свртат грб. Тие ќе те остават и ќе останеш сам. Немој да мислиш дека се е во парите. Точно, ние сме сиромашен народ затоа што ти тоа ни го направи, ти тоа ни го наметне. Но на крајот, кај сите нас, успеа да проработи достоинството. Народот се буди и ти од тоа се плашиш. Немаш каков одговор да даеш. Од 5 мај навака на сите протести учествував. Таа фамозна, неверојатна, искрена енергија што се создаде меѓу сите националности во Македонија, можам да сведочам на најдиректен начин дека е нешто што сите овие години му фалело на Македонија. И тоа кулминираше на 17 мај на големиот сенароден протест, кога сите знамиња беа заедно. И тоа е од непроценливо богатство. За тоа немаат спас. Они може да се обидат да не поделат на секаков начин, но кога ќе не видат заедно, толка они немаат никаков одговор и знаат дека тука не завршува работа ни парите, ни полицијата, ни УЈП, ни ништо друго. Рекетирате цело време, се заканувате цело време, правите разни најнечисти работи само за да си го задржите, за да се ја задржите владата. Јас ќе ви кажам нешто. Господине Груевски, немој да помислувате дека веќе ви поминуваат работите. Сите тука знаеме дека вие се обидувате да купите време за да се обидете да сокриете нешто, но сега ќе упатам порака и до опозицијата. Ако мисли да ги амнестира овие криминалци, тоа ќе биде самоубитачно и за нив. Нема амнестија за сите што краделе, за сите што правеле криминал, мора да одговараат. Не може ние да се обидуваме да демократизираме државата, да ги демократизираме институциите, а при тоа да не очекуваме и бараме они да одговараат. За се што направиле во државата, за сите солзи на сите мајки што течеле, за сите политички затвореници што во 21. век имаме политички затвореници, за сите фамилии и семејства што ги уништија, они мора да одговорат на најдрзок начин. Тоа не е реваншизам, туку тоа е демократија. Секој што украл од оваа држава, што направил криминал, сакајки или не, еден ден ќе мора да одговори. Колку и да е болно тоа, они нека му ја мислат. И ве молам да престанеме да се обидуваме, да наметнуваме дека ете, треба да бидеме внимателни. Точно, треба да бидеме внимателни. Но повише они нека му ја мислат, а не ние. Они нека му ја мислат за сите овие години што правеа. Да не ја шириме повеќе, пошто ви реков дека за Никола Груевски и за неговата влада можам да зборам 3 месеци, може би и повише, затоа што толку многу материјал дадоа и оставија зад себе, што не знам, ова дефинитивно ќе биде вториот дел на историјата на Македонија. Ако до сега имало еден дел на историјата на Македонија, овие 9 години ќе биде вториот дел на историјата. Сакам да упатам една порака не само до ВМРО ДПМН, туку до сите партии што се коалициски со нив,
пошто таму има и турска партија, има и албанска, има и бошњачка, и они тоа го продаваат како ете, ние сме мултиетничко општество, имаме вредности во владата од сите националности, сите се застапени овоно. Сите вие, освен ВМРО ДПМН, за кој више не сакам ни да разговарам, тоа се не е ВМРО ДПМН, туку е МВР ДПМН, што би рекла Горде. Сакам да кажам дека секој ден поминат со Груевски, секој ден што вие го држите на власт Груевски, станувате директни, најдиректни соучесници во неговиот криминал. И затоа србите викаат болје икад неко никад. Подобро одважете се и свртете му грб, оставете го сам, олеснете му ја работата и на него, а и на сите нас. Нека остане сам, па нека види што ќе прави. Нека му ја мисли што ќе прави. Ги спомнав сите, значи буквално сите што држат, што го држат на власт него, тоа важеше за сите. Господине Груевски, уште нешто ќе ви кажам на крај, а тоа е мојата омилена тема за вашиот фашизам. Јас цело време тоа го тврдам. Не дека вие до душа знаете што е фашизам, ама некој ви кажал, како што ви подкажува Миле на телефон, што е барок, а вие не разбирате. Господине Груевски, во 21. век да се обидувате да го потценувате сопствениот народ, да му продавате глупави тези, идиотски тези и да се обидувате да наметнете фашизам, тоа никогаш нема да ви го простат овој народ. Овој народ нема да ви го прости затоа што овој народ, сите заедно тука, сите националности, за сите ни направи голема штета. И на крајот, Куманово ти е последниот трик што се обиде да го направиш и за тоа ќе мора да одговориш. Од тука нема бегање. За сето тоа што го направивте, а сакавте да го продадете дека се борите за Македонија и дека ја спасивте Македонија, уствари не спасивте ништо, туку ја вовлеговте во Македонија уште во поголем хаос. И сите луѓе таму што загинаа, нивните семејства никогаш, ама никогаш нема да ви го простат тоа. Не само они, туку сите луѓе, затоа што на крајот на краиштата секој ден излага на виделина вистината. Сакаш ти да ја сокриеш или не? Вистината е пред се и над се. И вистината е од непрецениво богатство. Да живее Македонија, да живее слободна Македонија. Ве поздравувам сите. Готов си, Грујо, мисли му ја што ќе правиш. Оставка!